Кога некој странец првпат ќе дојде во Охрид или некаде ќе чуе за охридскиот бисер, одма поставува едноставно прашање. Што е охридскиот бисер, од што се изработува и секако неговата историја. Охридскиот бисер припаѓа на второто место на природни бисери во номенклатурата на оригиналните бисери. Имам чест сега ексклузивно да го покажеме последниот процес за изработката на охридскиот бисер, а тоа е емулзијата од рибата плашица и бисерното топче изработено од срцевината на школката. Кога ќе се спојат и едно со друго, ја даваат кохезијата на оригиналниот охридски бисер. Школката представува прва основа за најоригиналниот бисер. А за оригиналниот бисер, охридски, исто така се зема школката како прв и основен материјал за да може да има база. А базата е од срцевината, од натрешноста на школката. Се прави различна форма и големина на бисерното топче за потоа да се стави во втора фаза на природна изработка, а од тука и доаѓа самото име охридски бисер, бидејќи првиот бисер или Охридското езеро ја има рибата плашица која живее и ендемски вид. А од рибата плашица, од карлушките, од самиот кожен епител, се изработува со една тајна процедура и патент формула емулзијата. Рибната емулзија од рибата плашица е првиот фактор и главна карактеристика за да биде бисерот охридски, а школката е втора природна компонента. Овој занает датира уште од пред 100 години и е символ на Охрид и представува еден културен уметнички бренд кој представува Охрид и Македонија, целиот регион, а секако и заштитен како светско културно наследство.